Сокот боровинка, рибизла, аронија, јаболков оцет. Производи со или без шекери. Горан Миловски од Берово заедно со неговото семејство работат и произведуваат. Од берба до готов производ се прават сами и производите ги пласираат на пазарот во Штип. Ова го работат долги години, вели Миловски, и додава дека е исплатливо. Најтешко е да се соберат овошките, потоа работата е полесна, вели тој. Ова се втори продукти кои ги произведуваат. Оти примерно се занимава со одгледување на пчели и производство на мед. Исто имаме и производи од сок од боровинка, рибизла и од аронија. Имаме со шекер и без шекер. И јаболков оцет од диви јаболки, се е беровски производ. Тоа е, а соковите се од дива боровинка и од црвена рибизла. Ги береме го вареме на старовремски начин со росва од тие старовремските соковници. И така имаме и без шекер и со шекер. На природна база е се, нема конзервант во него. Тоа кога го береме овошките, после варе се околу 2 сата. Сами ги произведуваме. Да, фамилиарно ни е се бизнис, не фамилиарно работиме, само тоа професионални пчелари сме се. Својот бизнис го прави со одгледувањето на пчели и производството на мед. Во Берово, во чиста средина, има околу 500 пчелни семејства. Потребно е работа, посветеност, желба за да се постигне резултат, но важна е годината за да се добие доволно мед. Оваа година рано е, вели, да се зборува за приносите од мед, но загрижува фактот дека се почесто по пазарите се продава фалсификат мед по поевтини цени. Медот го произведуваме во Берово, таму ги чуваме пчелите. Овој ви е ливадски, тој ви е шумски, овој го вадеме некаде околу јули месец, овој е у септември. Имаме околу 500 семејства, е медот, зависи од година до година. Оваа година не се знае точно што ќе биде, рано уште да се каже. Ливадскиот ќе е послабо од лани, а шумскиот ќе видиме, чека. Инаку професионални пчелари сме, само со тоа се бавиме, со пчеларство. Цела фамилија. Медот го произведуваме во Берово, таму ги чуваме пчелите. Овој ви е ливадски, тој ви е шумски, овој го вадеме некаде околу јули месец, овој е у септември. Прошувачката задоволителна е, ама моментално има фалсификат многу на медо и тешко се бореме со неа, со фалсификатот. Природата нуди доста плодови кои се достапни, може да се соберат, да се преработат и од нив да се добијат различни сокови. Потребно е само да има кој да ги бере и кој да работи за да се пласираат по пазарите. Миловски работи заедно со неговото семејство и вели за еден добар живот има доволно.